За да водите такви субстандардни објекти кои не задоволуваат стандарди, не е доволно да имате само силен грб. Треба да имате чист образ. Јас се чудам, без разлика дали ќе се отвори или нема да се, дали ќе имам грб или ќе немам грб. Која е свеста и совеста на оние кои што стопанисуваат со такви објекти, а притоа знаат дека во нив во еден момент има 600, 700, 1000 млади луѓе, а притоа исто така знаат дека не се задоволени како што еве се нарекуваат минимум технички услови. Иако мене, искрен да бидам, зборот минимум ми пречи феноменолошки, мене ми е јасно зошто е кажано минимум. Но зошто да има минимум технички услови? Треба да има технички услови за задоволување. Зошто да ние тежнееме кон минимум, нешто што е најмалку, на граница? Демек, дали вака или онака ќе биде? Не, треба да ги задоволува техничките услови. Покрај правниот основ, што е апсолутно неизбежен, мораме да работиме малку и на подигнувањето на свеста и совеста кај луѓето. Алчноста, трката по профит, бескрупулозниот газење на се и се што само за да се заработи повеќе, па макар и да се внесат натре малолетници, па макар и да им се продаде алкохол и така натаму, што доведе? Да ги убиеме собствените деца, да ги убиеме. Мислам, тоа е очигледно. Мислам дека ова дефиниција токму одговара на ова наше нормално време, така? Нели, се во светот и тоа е новото нормално, е наше ова не е се ново нормално, ова е нормално кое се влече, но нормално кое се влече веќе со децении, ама еве сега претпоставам дека конечно ќе ни дојде паметот во глава. Каде го гледате? Го гледам, има толку јасно дефинирани услови кои што треба да бидат задоволени од градежнички аспект, практично што не ви оставаат простор за да се двоумите дали треба или не треба. Може би има тука дел од незнаење кај оние инженерски структури, јас би споменал, кои што ги подпишуваат проектите, а притоа може би немаат доволно знаење за главните критериуми кои што треба да ги исполнат објектите. И тие се пропишани во Законот за градење многу прецизно. Треба да бидат механички стабилни, значи носиви, треба да бидат стабилни, треба да бидат отпорни на земјотрес и треба да бидат отпорни на пожарно дејство. И секако санитарни технички услови да задоволат. Значи, пожарното дејство е точно наведено и подолу е дефинирано дека за да бидат отпорни на пожарно дејство треба да во нив да бидат вградени материјали кои што се отпорни на пожар, негорат и така натаму. Сунгер и стиропор не само што лесно горат, туку предизвикуваат огромна густина на чад, во кој што се испушта и цианид, односно киселина на цианидот, а еве знаеме, тој цианид е еден од најстрашните отрови кон човекот, кај се користел и зошто се користел. Ако и тоа не е доказ на тезата дека нашиот систем буквално си ги уби своите деца, оние кои што не успеа да ги истера надвор од државата, кои останаа тука и почна да ни ги убива децата, а сведоци сме дека такви случаи во последен период има многу. Ако не се лажам, објектот беше дивоградба, така? Да. И професоре, ќе се согласите дека контролите за дивоградба се разликуваат од оние што се за нормална градба и автоматски тука се поминува повторно... Нема контроли, да. Законот за легализација е по наши убедувања од аспект на градежни конструкции многу симптоматичен и проблематичен, затоа што се легализира едно чудо и сериозни објекти, а ве гледам и вакви, без тотално никаква контрола, и еве сега тоа ни се свети. Не знам како мислевме дека среќата ќе не прати постојано во текот на годините, дека само на другите ќе им се случуваат несреќи. На што се базиравме? Таквата лежерност и лагодност и доведување во систем во кој што митото стана наше нормално. Значи, тоа е најтрагично. Знаете како? Кога вие одите да барате некоја
дозвола, документ, со предумисла дека вие нормално е да платите дополнително за тоа. Инаку нема да го добиете. До тука дојдовме. И сега тоа да се воопшто во свеста кај луѓето да се промени е процес кој што бара многу време, трпение и сосема поинаков пристап кон законите, кон почитување на законите, кон казнената политика и така натаму.